Ја бев во Америка уместо со 15.000 жители, од Скопје што е со 400 и кусур, така да ако гледаш по културни активности, можности, концерти, беше многу помалку, меѓутоа имаше продавница со CD-ња поголема него сите у Скопје. Имаше услови за спорт, после и спортски активности многу повеќе него каде било. Колку луѓе, вика, секогаш се 1%. Само прашањето колку 1% кај вас и кај нас, тие го движат општеството на државно професионалци, бизнисмени, од јавна администрација, секогаш 1%. Вика, кај нас е милион, кај вас колку е? Тоа што даваш, тоа се враќа повеќе кратно. И имаше еден пријател ми вика, на сите им даваш, да, ама ја на тој ќе му давам, тој не мора да ми врати, од друга страна ќе се вратат. Ќе дојде. И во тоа верувам и тога кога и најтешко ми било кога тоа сум го заборел, да ти кажам. Добро дојдовте во најновата епизода на Bizcast. Во новата епизода го имаме за гостин Васко Карангелевски, предприемач, бизнис ентузијаст, исто така лидер во својата област и бизнис консултант. Ќе ни ја раскаже својата бизнис приказна. Добре дојде. Добро најдов. Како сме? Одлично, денеска одлично. Обично практикувам да ги прашам гостите дали е прво гостување на подкаст, на тебе не ти. Не ми е прво гостување на подкаст, ама првпат ми е на подкаст во Штип. Од Скопје да идеш Од Скопје да дојдем. Дури за подкаст само. Плюс имаш и твој подкаст. Така да, како е улога на водител и на гостин? Најдобро е, мислам, како водител, нормално не е едноставно, некојаш дело е едноставно, меѓутоа кога си љубопитен, мислам дека претпоставувам дека е тоа и твојата ситуација, дека кога си љубопитен, учиш многу додека ги поставаш прашањата и кога разговорот тече и кога имаш добри соговорници, не кеш да заврши подкастот. Кој е Васко? Какво детство имал Васко? Дали уште од мал знаел дека ќе се впушти во бизнис водите или животните околности го навеле таму? Кој е Васко е прашање кое што се уште пробувам да си го одговорам и се надевам дека во овој живот ќе си го одговорам. Не само како шала, нели, сите ние си имаме повеќе идентитети. Најтешкото прашање постои како бил Васко, како мал. Значи, не бев свесен дека ќе влезам во бизнисот. Како помлад, можеби други беа околностите и друга беше околината, иако сме мала разлика можеби во години, мислам дека јас бев основно училиште во 80-ти, во 90-ти бев средно и запишав факултет, така што сакам да кажам, завршив факултет, односно започнав факултет кога не постоја ни Google, ни социјални мрежи и учевме по едни системи, иако завршив менеджмент. Меѓутоа, животот така си тече, мислам, не си тече, сам по себе, туку склеп на околности, на, не знам, случки, како една торба од џамли, што се редат една по друга, па ме одвеле во таа патека. Од мал беше љубопитен да создаваш нешто, да креираш? Како се движеше животниот пат? Па да, тоа и од мал и мислам дека и ден денес може би се сменети, да кажеме, методите и контекстите, меѓутоа тоа од секогаш сум бил љубопитен. Веројатно имало, ја би рекол и највеќе имале моите родители и околината и пријателите и дедо ми и баба ми кои што ме поддржувале во тој борба за слобода, да кажеме, на лично ниво и пркос кон општеството во одредени ситуации, кога паѓале системи, се менувале системи. И ден денес сум љубопитен и мислам тоа е многу, сега зависи за што, нели, она што те интересира. Баш кога ми го постави прашањето како млад, да, и многу работи сум создавал, кои што денешна перспектива гледам дека биле создавање, биле новости, биле предприемачки подвизи, а тогаш едноставно сум ги гледал како нешто интересно и да научиш нешто ново, со одредена екипа да направиш нешто ново и дури од денешна перспектива како родител, не како лице кое што тогаш го доживувало тоа, сваќам дека тој пркос или контра оној пубертетски аспект некој го искажал со тепање, некој го искажал со несоодветни, да кажеме, социјални аспекти, јас сум го искажал преку креативни набои од типот, не знам, основање на весник, водење на емисија на 16 години на радио, правење журки на 15 години со другар, неодамна, случајно PC Superkicks го вика, ти ми организираше првата свирка, ја не се ни сеќавам дека тоа сме го правеле. Мислам, после се сеќаваш. Така што тоа било набој за да направиш нешто креативно, ново, да допринесеш во својата средина и да го подобри животот свој, на својата екипа и на луѓето околу себе. Некогаш и заради по пубертетски денови, заради, нели, женски и така напа. А дали е имало и тогаш прва заработка?
во тој период? Да, има не сум ги гледал како заработки за не сум ги гледал така. Неодамна ме потсети еден пријател, он е мислам стварно успешен бизнисмен во својата сфера, многу специфична. И неодамна ме потсети, вика, ти не собра, работевме на джез фестивал, по 18 години бевме. И договоривме на Скопска джез фестивал, неколку луѓе, и вика, уствари тоа ми беше првиот пејчек, вика, што ми го даде во плико. Тоа, да кажам, да, имало заработка, ама не била значајна или да збориме за основи на живот, можеби затоа што, не знам, домашните услови ми овозможувале основните потреби да бидат покриени, па ова било дополнување. На факултетски денови веќе тие заработки ги користев за патување низ Европа и за настани и така натаму. А претходно било джепарац или има една приказна морам се ме подседи со журки што ги правевме. Дали имало заработки? Јас и уште 20 другари, нели, средна школа, правиме, ќе менаџира позади градежен имаше една барака. Ќе правиме таму журки, ама ќе правиме рок журки. И ние, уствари, завршуваат журките, доаѓаат 200 луѓе, супер е журката, го зимаме процентот и сидеме дома пешки затоа што немаме пари. Затоа што ги дававме парите за изнемување на миксети, бубњеви, гитари за бендовите да свират. Така да, имало заработка, но зависи каде отишло после тоа. А колкава заработка беше тоа во тој период, бидејќи, ајде, сега нели, со инфлација и слично, други суми се, но, например, во тој период колкави се биле тие? Не сум пресметувал. Не, чисто онака, например, 1000 денари. Па некогаш и повеќе, не знам, сега не ми текна да ти кажам право, не ми текна. Зборувам до мојот период на факултетски ден, тоа сум го гледал како извор на средства за да оствариш нека друга потреба. Не сум го гледал како сега кога го вкаматиме и го гледаме како инвестиција на денешна основа. Мислам дека тогаш и немаше такво образование и не го гледавме така, знаеш. Зашто ти го кажам, јас запишав факултет 97 на економски отидов, иако првин тргнав на архитектура, па се предомислив, па сакав после ке се бавам со менаџирање во уметноста, па случајно после со Exit фестивалот се бавив, веројатно тоа потсвесно. Меѓутоа, тогаш беа други услови и други беа ситуациите. Него предприемништвото, сега предприемач е базворд, така. Стартап е базворд. Тогаш прв пат се прави, тогаш збореа за приватизација, за првите распределби кои што се правични, неправични или не знам какви. Сега некој зборува за приватизација, тоа било пред 30 години, мислам, нерелевантно е. Тие што успеле, повеќето изумреа затоа што не знаат да водат и да менаџираат и не беа приспособливи, како што и денеска со друга револуција се соочувам. Така што не знам да ти одговорам во суми, ама било доволно за да имаш забава, така да кажам. А од каде, од архитектура на економски, дали тоа беше логичен след на настаните или свесна одлука некоја каде си видел перспектива со тие приватизации, што се случи? Не видов перспектива со тие приватизации, зашто бев мал. Не во иднина, блиска далечна иднина. Не го гледав бизнис, да ти кажам. Сега, од мојата одлука за факултет, сега, ако се вратам и си го мислам, сега, може би е сеќавањето и лаже, знаеш? Како сеќавање за себе едно, ама дека имам сега деца и малце си ги преиспитуваш и тогаш се враќам наназад, викам дали како би било ја кога они би се однесувале како мене денес или утре. За некои работи се надео нема. Среќа немаше социјални мрежи. Меѓутоа, уствари, јас завршив средно гимназија, повеќе работи ме интересира. Мислам дека разликата тогаш и денес е што немавме екрани, дали телефонски или останати, што не ги пржеа мозоците, така што имавме време во суштина за кога бараш нешто плюс и кога си љубопитен или кога сакаш да се оствариш, бараш други активности, така не знам. Ја тренирав кошарка до младинци уработнички до втора средна. После тоа земав да свирам саксофон на 16 години. Не сум бил само ја таков, такви биле повеќе луѓе. Сега ја го кажувам само како сегментче. И сакав да одам на архитектура, мајка ми е архитекта, татко ми е електро, сите повеќето фамилија ми се инженери, и у суштина ми помогна и почнав да се спремам за архитектонски факултет и ми помогна дедо ми, кој што Тодор Митров, кој што он ми беше така морален, како да кажам, столб у моето детство, дури него му кажав за женски, не на други. Мислам така да со него споделав доста работи и он беше
од кога почина да знам дека е почесен граѓанин на Ташкент, основач на Рударски институт, на Градежен факултет и така натаму, доктор на науки и се тоа, меѓутоа тоа е приказната потоа. Он ме седна и кога дедо ми вика не слушај ни мајка, ни татко, ни баба, ни мене, што и да решиш ја ќе те подржам, ама не иди заради другари, не иди заради нешто имагинарно, него види што ти лежи на душа. И барајки тогаш, јас сакав од една страна уметност, сакав многу музика, сакав да работам со луѓе, сакам луѓе и викам ајде менеджмент е заедничката основа, па можеби еден ден ќе отидам на историја на уметност, па ќе менеджирам уметнички дела, што не се оствари, отиде во сосема друга наслага, ама таква ми беше одлуката за да се запишам на економски. Буквално од припрема за архитектура ги земав документи и отидов на менеджмент и што сакав да ти кажам, кога дојдов таму сватив дека 95% од луѓето што се запиша беа затоа што не знаеа кај да идат и отишле направени на економски. Така што викам ај добро, окей, група, јас сум таков, ама се само анализирав да видам карактерно кај сакам да бидам. Ај така да кажам. И на крајот се пронајде во економијата. Па, дали Издржа, се пронајдов, па не знам дали се пронајдовме, чекај, има време животот, сега има и stem cells, може 150 години, може уште 3 пати ќе смениме професија. Па дали се пронајдов, не знам. Шарено, многу работни искуства шарени има во мојот работен век, што е веќе формално и 25 години, така што Што доби од образованието? Што ти даде? Што очекуваше од образование како образование? Или те разочара? Бидејќи сепак тој школски систем во тоа време и сегашниот не се споредува, иако се уште учиме од учебници или книги од тој период. Добро. Па пред да ти одговорам, дозволи ми само нешто да искоментирам. Јас започнав образование, или ајде да кажеме, 90-ти уште верувавме во тој концепт кој што веќе му помина важноста. Тоа е заврши факултет, образувај се добро, ќе најдеш добра работа и ќе имаш добри услови за живот. И тоа е веќе правило. Учи да не работиш. Да. Кажа. И тоа било вистина во некоја си фаза, декада во минатото, тоа веќе не е и веројатно нема ни никогаш да биде од аспект на формалното образование. Што сакам да бидам прецизен, доживотното, неформалното образование, ја минатата недела бев на обука за продуктивност у фабрики, што не работам толку, баш затоа што не го знам и ме интересираше по германски и амерички стандарди на оптимизација на работни места, кај што има луѓе и машини. Само како друга страна, на пример. Значи, тоа образование, ај вака преку прост пример ќе ти го кажам, многу на економски факултет тие години имаше во исти семестар, имав менеджмент на мали и средни предпријатија и имав менеджмент генерално. И сега тоа на предметот менеджмент професорот стајал Питер Дракер, нови луѓе, свежи теории, пристап и така натаму, во другиот предмет, во истиот семестар да повторам, имаше вика избришете го ООЗТ, Организација на здружен труд, што не постои веќе. Тоа е од самоуправување и пишете предпријатие и спремете го испитот. И таму имаш за Карл Маркс, овде имаш за Питер Дракер. Така да ја мислам шизофренијата во формалното образование мислам дека уште постои, таа ја гледам во аспект на моите деца, кои што едниот бил пред 2 години по нова програма, сега овој 2 години подоцна по нова програма и мислам дека не зборам тоа дека се наставниците криви, туку дека ние многу тешко ја фаќаме на соката, а особено во денешно време што со вештачката интелигенција и со некои други работи се менуваат приоритетите. Тогаш беа што мислев дека што верував иницијално дека формалното образование ќе ми даде знаење, у суштина ми даде дисциплина за да се посветам и некое основно знаење во одредени аспекти, меѓутоа во повеќето аспекти ми даде само балканскинат или пркосот што го зборам и истрајност за да отидеш спротивно на што се главните текови. Пак пример ќе кажам што го имав заборавено, тоа дека пред некој време не ми текна и си помислив што би било кога би ми се случило на моите деца. Ја бев многу среќен, бев благословен добив стипендија, аплицирав и добив стипендија 6 месеци во трета средно во Америка, во Мичиген и така натаму. И супер све. И се вратив на полугодие. И ме натераа да ги полагам сите испити од прво полугодие пред цел клас. Значи, прво на цело одделение му губиш време, второ го маловажуваш човекот. Само англиски беше љута затоа што не ја дозволило она да ме испитува. И сега, ако го гледаме формалното образование и некои такви
појави, според мене тоа се девијантни. Тогаш не сум ги доживел, тогаш било добро, тоа е, тоа тераш, идеме напред, така животот тече понатаму. Од денешна перспектива како родител повеќе ме возбудуваат тие неправди, така да ги кажам, и мислам дека формалното образование денеска треба да даде можност и перспектива на децата да сами да учат и да им пројави интерес. Мислам дека тука ни е загубена битка и треба побрзо да се придвижиме. Ја споменавме Америка. Добро? Кога се врати на полугодие од Америка, 6 месеца, 4-5 месеца се таму. Да. Каков ти беше каде бев, а каде сум сега? Дали имаше некоја депресија бага? Дали имаше нешто што од таму во тај период го зема, го донесе овде и си викаш, чекај малку, како може тие да го имаат, ние да го немаме? Имаше повеќе работи и позитивни. Шок, некој благ шок, нешто. Значи немав носталгија за Америка, да не се разбереме. Не во смисла носталгија, туку одиш во друг систем. Така. Гледаш луѓето како живеат таму, кој животен стил го имаат на некој начин, колку е различен од овде, плюс минус. И многу е различно денес да цениш и тогаш. Ова сакам да бидам прецизен, затоа што сега ја доаѓам од 90-ти, тогаш таму ти си no name. Овдека имаш мало, те познаваат, чии си ти, баба, дедо, мајка, татко, така. Мислам, ја носам име на народен херој, така да тука сум веќе на некој ниво си познат. Таму доаѓаш, сам си, бланко, не знаат од кај си. Македонија, ништо не им значи. И сега зборам кога бев прв пат, кога живеев таму, и тогаш уствари се докажаш, и тоа е многу добро искуство за секој млад човек, да се прииспита кој е навистина тој без спрегите на општеството и на фамилијата. Така да за мене Америка тоа највише ми го даде. Во однос на системите, дури некои работи мислам дека кај нас се подобри него кај нив. И обратно. Нели, секоја работа има и добро и лошо. Носталгија, депресија не ме удри. Казната на општеството, со полагањето, ме опомена за можеби на... знаеш кој е наједноставна кога ти го објаснам што мене ми се смени во главата? Имаше таму средношколски весник. Ја претходно сметав дека лошо пишувам македонски и дека не сум толку добар за пишување, доста србизми користев, баба ми е црногорка и со неја израснати доста и писмено користев србизми. И отидов таму и имаше една писмена на American Literature, јас сум македонец, другиве се американци, и јас добивам најголем број бодови од цела генерација со образложение дека сум представил објаснување што не сме го дискутирале на час. Сега тоа е едната страна. Во Македонија, ако ти дадеш објаснување што не сте го дискутирале на час или ја утнеш дефиницијата како што учителката ти ја кажала, ти имаш пониска оценка. А овде те наградуваат за иновативност. Така да, за мен, во тие години тоа ми беше најекстремниот аспект на пристапот. Само на колку години ти? На 16? 16. Те прашувам затоа што и јас на 16 години имав прилика да отидам во Канада, да имам некое животно искуство како функционира таму, како овде функционираме. Ја не бев 4 месеци, бев 20 на дена, но кога се вратив добив благ шок. Затоа што првично од средината каде што живееме и сам моментот кога излегов од аеродромот, видов неуредност, нехигиена и слично, таму е малку на повисоко ниво, малку повеќе. Барем хигиената по улиците. Животните не принципи, туку можности. Не за бизнис, туку гледаш голем свет едноставно. Гледаш како функционираат работите, гледаш дека никој со никој не го интересира, кој што си само првите комшии до тебе и спроти тебе првиот комшијат, се знаете и тоа е тоа. Немаш потреба да му мислиш лошо на некој, нели, да му умре козата на комшијата за така да некој таков тип на живот ми се бендиса многу. Не дека, нели, сум влюбен. Кога би имал фамилија и би раснел деца, тоа би било овде, дефинитивно, но за животни околности, нели, бенефити или било што можности за успех и слично, може би тој свет. Мислам дека не треба да споредуваме баби жаби. Крушки и јаболки, како викаат. Не те негирам, мислам те разбирам што кажуваш.
банален пример. Ја бев во Америка место со 15.000 жители, од Скопје што е со 400 кусур, така да ако гледаш по културни активности, можности, концерти, беше многу помалку, меѓутоа имаше продавница со CD-ња поголема него сите у Скопје. Имаше услови за спорт, после и спортски активности многу повеќе него каде било во Македонија, така да тие работи се различни. Во однос на што сакам да кажам, и тоа е мислам врзано со све. Ние споредуваме без навреда село со многу голема земја. Значи, да не биде дека ја го кажам негативно, работејќи неколку години со Америка и со компании за глобален лонч, ќе кажам преку пример преклани бе во Египет, работев во Кајро една анализа за предприемачки системи и развој на мали и средни предпријатија за Египет. И трет-четврт ден и се среќавам со еден египќанец, разговараме од кај си, од Македонија, вика не знам никого од Македонија, му викам да, викам ние сме мала земја, 2 милиони луѓе, си викам у себе помалце сме IQ-ти, формално ќе му зборам. Ние 2 милиони луѓе и овој почиња се смешка. Викам зашто се смешкаш? Па викам мојот компаунд. Значи компаунд е уствари неговата оградена дел од населба има 2,2 милиони луѓе. И сега после кога се размислиш, нашата цела земја е колку едно оградено делче од населба во Кајро. Така да зависи да не споредуваме различни работи. Меѓутоа од друга страна, ја мислам дека секој од нас, знаеш, ни сметаат многу работи, меѓутоа треба да сме и само свесни дека и многу од тие работи се заради нас што не сме што чекаме некој друг да ни ги реши. И мислам дека тоа е една од најголемите лажки, дека зависи од некој друг и не убедува дека некој друг и сега со присила, па сега ќе ве средиме, не треба да средиме, ја се спротивам на тоа, мислам дека секој од нас може и сме одговорни и свесни и возрастни лица со без оглед, и во Македонија има екстремно паметни и луѓе, независно дали се успешни во бизнис или не, кои што можат да посоодветно да ги решат и поефикасно да ги решат работите, него да чекаме некој од озгора да ни ги реши или некој друг да ни ги реши нашите во нашето мало или во нашиот простор. Јас мислам дека еве со новите генерации како доаѓаат оние што остануваат овде. Добра. Дека се менуваат полека и нештата, бидејќи се чистиме и ние од непотребните размислувања, застарените размислувања. Едноставно некако као времето си го носи своето, гледаме дека не функционираат веќе работите како што функционирале, дека не треба да се надеваме дека некој ќе дојде и ќе ни стави сам вода во чашата, земи си го шишето и стави си или чешма. Така да, И да и не, и да и не. Затоа што ја мислам, зависи со кого се дружиш. Затоа што 3 до 5%, 10% од една популација ја прават, еве го споменав Египет, имаше момент, викам, колку луѓе, вика, секогаш се 1%. Само прашањето колку 1% кај вас и кај нас, тие го движат општеството на државно професионалци, бизнисмени, од јавна администрација, секогаш 1%. Вика, кај нас е милион, кај вас колку е? Ја викам, добро, да, 1%. 1%, ај сега. Ај сега да не влагаме бројки. Тој е остав. Ја мислам. Мене ми се свига. Јас сега соработувам со баш со, мислам, сега у моментов соработувам со една дечки што имаат AI стартап што се гениални, што се може и формал, мислам и теоретски да ми бидат деца што се 90-та година родени, што се твои генерации, што се гениални и мене многу ми се свига кај младите генерации што не трпат толку авторитет како постарите. Меѓутоа има и тоа и негативна страна, некоја е беспотребно и е пркос без причина, е она бунтовник без причина, а меѓутоа го гледам тоа сега во работните средини, затоа што работам со компании од различни индустрии, има во Македонија дијагностика, стратегија, дигитална трансформација, влезна нови пазари повеќе со странски фирми за други пазари. И гледам дека има тешкотија менаџментот да се прилагоди. И сега, тоа е, и тоа што викаш ти, да, не прифаќаат, ама некогаш се раскенкани автоматски сите генерации ги навредив. Големите не знаат да ги менаџираат, младиве се раскенкани детишта. Знаеш, имаше еден момент кога работев за една америчка фирма, имаше еден практикант 24 години и доаѓа се жуни, вика, овој има опција на телефон, не можам ја денеска не можам да работам, ја викам, може, јас сум бил таков као на 24. И викам, што правев ја на 24? Јас сваќам дека го имав првиот штрајк што ми го организира 50 души на 24 и кај што газата ми рече заради тебе го организира, иди ти да го разбиеш. И сега различно е ти кога ќе влезеш у сала со 56 души што со алати а си помлад од сите нив, да разбиеш штрајк затоа што погрешно те сватиле,
и различно некој ти каже да те навреди на телефон и ти еден ден да не можеш да работиш. Да, но јас сметам дека овде е битен и карактерот, особината на луѓето, Така е. затоа што многу од младите и немаат животни околности кои што ги градат како цврсти карактери и веднаш што откажуваат при првите препреки. Ја имам надеж, затоа што ние сме долго време од така наречена транзиција криза. Обично транзиција криза се кратки периоди, а не вака повеќе децениски состојби. Мислам дека тоа е друга тема, системски, а некој овако што имаме, да не влагаме на друг подкаст. да не влагаме за друг подкаст е тоа. Меѓутоа се надевам дека сега баш во кризата ќе излезат шампионите. И тоа го гледам во бизнис, затоа што работам и со стартапи, работам и со млади дечки, работам и со луѓе кои што се втора генерација, работам и некои што тек сега ја пренесуваат на својата генерација. Во моментов имам клиент што е производство на храна, имам и стартап со вештачка интелигенција со кој што се работувам и производство на, ајде да кажеме, мебел. И други такви клиенти. И различни се барања на различна фазата на развој, различна е фазата на индустријата, различни се трендовите, меѓутоа и различни се предизвиците. Ова го кажам меѓугенерацијски, што мислам дека младите доколку се постават во правилен систем кој што поддржува перформанси. Тука мислам дека ни е целиот проблем во Македонија ако правиме младите. Имаме погрешни мерење на вредностите. Ако е базирано на вредност, на мерит беше викат, на перформанси, на реални доприноси и тако и системот ги поддржува тие наместо тие што само зборат less conversation more talk, како беше Елвис Пресли. Значи тогаш мислам дека многу работи ќе се расчистат низ одреден период на време. И има генерацијски јаз, ја би рекол повеќе него каков било во Македонија, а друга страна е што ние сме мало. Поентата со Египет ми беше, ние сме мало место и нормално секој се живее во нашава средина и малци имаме заблуда дека сме некогаш ни одговара, а некогаш сме во заблуда дека сме заборавени дека нема да дојдат да не изедат како мали деца конкуренцијата. И тоа веќе се случува во неколку сектори, до сега не бевме интересни затоа што сме мал пазар. И да се вратам обратно, мислам дека главната тема на Македонија е затоа што имаме мал пазар и за да се освојат нови пазари не ни треба само пари и продажба, кај што мегаме тоа сите викаат ни треба дај ми пари да и продажба, ја ќе се средам. Многу често ни фали знаење или култивирање на организацијското знаење за да стигнеме таму и со помалку ресурси. Инаку има компании што тоа го прават и стварно сме у паралелен универзум у фирми. Имаме фирми со 5 милиони 30 години, имаме фирма со не цели 3 години што направија 10 милиони обрт. Така да. Во не цели 3 години. Така да. Кое е првото вистинско работно место на Васко? Не знам да ти кажам, затоа што формално почнав уште на факултет да работам, ама ако кажам дека и претходно и весници правевме, па студентски, волонтерски организации, ако научив менеджмент, тоа беше раководење на тимови што се сите волонтери кои што го правевме од љубов и за да допринесеме на општество на одредена средина за одредена тема. Формално после факултет, прво работно место ми е во една фирма за која што влегов како инвестициски менеджер, па продолжив после 6 месеци како раководител на сектор, кај што имаш и производство 60 на луѓе, 2 салони и 30 дилери. Преку врски, така? Не, баш интересно, топ. Малку боцкам. Може да имало и врски. Интересно е што тие, кога заврши факултет, затоа што веќе имав 40 на проекти од тие волонтерски организации, сега тоа го викаме пракса, го викаме некако поинаку. Уствари, ја добив 5-6 понуди веднаш од луѓе што беа спонзори на некој настан, кои што уствари те приметиле затоа што ти си го барал спонзорство, да си комуницирал со нив, кои што беа сопственици на фирми. Сега јас зборувам за време кога имаш опција државно, приватно и немаш пари, и немаш искуство и немаш конекции за да старташ бизнис. Не беше со 1 денар или немаше онлайн бизнис и така натаму. Така да можеш подкасти да правиш. Да, и ја каков подкаст? Ти треба телевизија, имаше 2 вестника што ти на тебе. 3. После 3 стана. Ако за помладите вестник е нешто што се чита вака наместо на Time Mac на друго место. Чекаш еден ден да дознаеш вчера што било ново. Од завчера. Така што и тоа е топ искуство. Види, тоа веројатно ми е прво и ја многу сум благодарен денес за тоа искуство, затоа што имаше еден газда, Лестина инженеринг, сега не постои веќе таа
фирма кој што викаше што ако не успеам, па дај друго дете, ќе се удавиш. И тој систем на фрли го во огин па види дали ќе се снајде, што е Џон Вейн малце онака дарвински, мене ми одговараш. Не викам дека на други ми одговара и брзо ми помогна низ огинот да поминам, така да таму, па и тоа беше ватрено крштење можда. Станав извршен директор на Сојуз на комори. Ја бев првиот извршен директор на Сојуз на комори, имав 25 години, а во борд на директори имаш газди на фирми као Тинекс, Адинг, Бујото, Ајден, мислам сите познати фирми, голем број. Ајден телевизија. Да. Пошо. Да. Мислам, Да не не само операторот, него, да. 15 беа у Сојузот и плюс уште 3 комори со по 3 бордови. Значи, па четврта отворивме Агро, па IT, па заминав после година. И тоа беше ватрено крштење. Знаеш, на 24-25 ќе осменувам светот, јас знам се. Од денешна перспектива, уствари, среќен сум што бев обкружен со луѓе што го поминале тој пат и што учев на 25 години да учиш од некој што се 50 годишни, сега се тие веќе пензионери. И сега ги гледам другите генерации, ми овозможи да ги гледам, ај така да кажам, лидерските разлики на македонските лидерски разлики по декада. Тоа е многу интересно, вака, до тоа некојаш можеби ако пишувам докторат или нешто, ќе се посветам на тоа. А имаше ли момент, еве на 25 години, кога да речеш, слушај, ова не е за мене, ја осолам класично да бидам вработен од 9 до 5 и не ме занима Бев ништо. работен јас. Да, ама раководител. Не општи работник, не обичен. Не, почнав као види се, ја не почнав као менеджер, ја почнав за инвестициски проект. Добро. Бевме јас и уште еден дечко у канцеларија и ние бевме одговорни за проектот. Бевме вработени. Многу интересна тема, од денешна перспектива сватив дека сум бил предприемач, ама не сум верувал дека сум предприемач. Моите родители секогаш ми викаат големи системи, не си ти приватниот бизнис се тежок. Нели, големи ве ги зема криминалци, мали ве имаат мини маркети да преживуваат, што добро. Таква беше околината во тој момент. И уствари немаме искуство ние на таложење на капитал по мерит систем. Сега тек се појавуваат, мислам веќе се видливи некои такви компании. И тогаш не сметав зашто да почнам компанија. Од друга страна 20 години желен си да учиш, сакаш да учиш од некој што го поминал патот. И ја би им препорачал на луѓе кои што не се сигурни дали сакаат или можат да почнат бизнис, да најдат некого од кој што можат да учат. Ме боли срце кога гледам кога влагаат во компании кои што се добри брендови, ама се големи системи затоа што таму се само запчаник и нема да научат. Ја би препорачал да отидат кон да најдат некоја мало предпријатие, средно предпријатие кое што расте, затоа што ќе има директна комуникација со лидерот, со предприемачот, со менаџерите кои што го буткаат тој раст. Тука повеќе ќе научат многу луѓе. И ја тоа го направив во 20 години, па ми пукна филм. Да, тачно, ама не зашто сум вработен, ми пукна филм и решив и аплицирав во Обединените нации. И влегов како мониторинг офисер во Обединените нации. И Штип беше една од 14 општини. И после 6 месеци станав проект менеджер. Така да, може сум влегол со врска како работник, ама после до менеджер многу брзо стигав, не знам зашто. И тоа се уште не ми е секогаш јасно. Вајде дека бев спремен да си ги преземам одговорностите и грешките. Може харизма, шарм. Ја мислам дека е до презимање на одговорноста, да ти кажам. Гледам дека многу млади луѓе, работам со некои млади луѓе изведени од факултет и дури ме плаши колку се плашат да направат грешка. И викам, ве молам, правете грешки. Немојте истата грешка да повтарате, ама ве молам, не се плашат да направите грешки. Ова се итерации, не е најголемата лага од во животот е уствари ако ја гледаме образовно, тоа се баре на син ми му кажав нешто. Во училиште Загревање пред подкаст. Па така некако. Не. Постариот син ми плива и сака да иде на олимпијада и плива, тренира пливање, помалиот тенис. Ја играв кошарка, никој не тргна, ама не е важно тоа. И са бајле разговаравме баш за тренинзи и ми вика, сега не играш, ама ми викам, училиштето те учи да научиш, па ти дава испит и те проверува што си научил. Во животот имаш испит, па ја учиш лекцијата. И сега, тоа мислам дека е значајно да си го прифатиме и сега, некој љубопитен, некој сака да би во право, некој неке да греши, секој си е свој карактер. За оние кои што се мислат да почнат, се обраќам кон оние кои што сакаат да почнат бизнис или кои што се размислуваат да почнат бизнис или што се прашуваат дали независно од каде доаѓаат. Значи, од каква да доаѓам фамилија, моите родители се инженери кои што немале собствени бизниси или имале привремено па
продолжиле да бидат вработени. Јас се трудев години да не бидам предприемач, ама изби од мене и тоа е. Нема назад. Кој беше најтешкиот период во професионалната кариера? Бидејќи не е завршена, да не се разбереме погрешно, можеби. Многу тешко прашање поставаш. Дали е имало финансиски потешкоти? Секогаш имало, да. Како се отвара твојата консалтинг фирма? Добро. Финансии таму, доаѓање до клиенти, проблем. Едноставно кажам. Ај сега почнавме прво работно место, второ, па отидов во UNDP, мислев ке научам систем, после свадив дека луѓето го прават системот. Да, научив многу работи, ама од една перспектива на донатор на развој, од претходно бев од бизнис и после влегов во консалтинг 2007 као партнер во една консалтинг фирма и 2010 продолжив своја. Меѓутоа ја заборавив да кажам дека не се сметав предприемач, има фирма. Што беше за Exit фестивалот и правеше фестивали и ивент. И имав управителка Цвета, која што неколку години, која што ја ова го кажам, ја овде работев, не бев предприемач, а несвесно ја има формирана фирма која што веќе тераше бизнис, кој што едноставно не бев основач, не распределував добивка и така натаму, него беше паралелен живот, паралелен универзум, тераш сам со себе. Консалтингот го започнав затоа што свадив дека ми се досадува кога ќе се средат работите. Тоа е карактерна особина, дали е добра, не знам, веројатно компаундинг ефект у една сфера да сум видел до сега ќе беше поинаку. Вкаматување нели на одредена тема. Мене некои работи кои ќе се средат, кои ќе се постават системите, ќе се прифатат и после ми некако ми се досадува и сакам развој, сакам не промени, него промените, мислам дека тоа е единственото нешто што е сигурно, заедно со смртта, нели? Некој ќе рече и да ноците, ама зависи за кого. Овако, за мене да, ама за некој друг можда не. Овако, и, значи, ова може треба да се исече. Нека остане. Поентата ми е што со консалтингот, уствари, затоа што се менуваш од фирма на фирма во различна фаза и различно ги гледаш и бара да учиш многу брзо. Ама не учење теоретско. Не да не сгрешам, него да одучиш, да научиш и да примениш. Кој што разговараш за книгите, така. Да, сакам да читам и веднаш да применам. Да. И ако не ја примениш, ќе заборавиш што беше потоа. И консалтингот ми го возможи тоа, од еден проект на друг проект, во различна тема, во различен аспект, да и тука се пронајдов до 2019 и само со консалтингот се бавев. Да, и споредни некои работи и секој период има некои предизвици. Најтежок предизвик вака кој што бил стварно предизвик да се реши. Све се решава. Добре, имам една филозофија, што поголем проблем, значи поголема вредност треба да изградиш за да го надбинеш. Нема да влагам во детали, можеби ми беше пред 5-6 години за мене лично, затоа што кариерата ми сватив дека не е се нагоре, него има и циклични периоди, да, затоа што претходно буткаш. Имаше некои склопна околности, мои претходни одлуки доведоа до мешани резултати во дадениот момент кај што пуштив некои работи надвор од моја контрола или сметав дека се, а не беа. И зборам сега финансиски што си имаше влијание и така натаму, меѓутоа борбата продолжува додека сме живи, нема стоп. Така што не знам, веројатно во повеќе фази имало повеќе проблеми, сега зависи за кој аспект сакаш да кажеш. Па вака финансиски со луѓе, работата со луѓе, дали не знам, ударот економски аспект зборувам, не знам, пазарот паѓа, неподготвени клиенти. Топ. Вака. Ја влегов во консалтинг, јас сум менеджмент консултант. Така да ја влегов во консалтинг баш затоа што паѓа пазарот, луѓето се неподготвени и фирмите имаат потреба. Затоа што мислам дека многу е лесно да сите се генерали после битка, ама во битката е прашањето кој генерал. И мене консалтингот, ја верувам од тоа лидерство преку пример и сервант лидершип, услужно лидерство за сега во мојот живот. И мислам дека тука побитно е да им помогнеш на луѓето кои имаат потребна помош и да се направи тој преклоп. Не викам дека секогаш е наплатливо или дека е финансиски исплатливо. Тука да бидам прецизен. Ама може би од мојата верба, што даваш, што ти се враќа повеќе кратно. И имаше еден пријател ми вика, на сите им даваш, да, ама ја на тој ќе му давам, тој не мора да ми врати, од друга страна ќе се вратат, ќе дојде.
И во тоа верувам и тога кога и најтешко ми било кога тоа сум го заборел, да ти кажам право. И кога сум рекол сега ова ќе го направам заради себе, тогаш сум си ги имал барем за според мене, тогаш сум ги имал најголемите предизвици кои што сум требал да ги надминам. Кога сум рекол ова ќе го правам само заради себе, остаи за другите више ова себично и тука имало лош ефект. Кога сум го правил за себе, другите и за најблиските и пошироко, тогаш си доаѓало само од себе. Да, ние пред да ни дојдеш и ти на гости, го зборувавме баш тоа дека некаде треба и да се попушти, некаде да се даде плюс и сети некако универзумот или животот, ајде како зависи кој по што се води. Да. Има начин како ќе ти покаже дека правилно е, треба некаде да се даде рака, некаде, нели, па повлечеш повеќе рака и слично, ама да не е никогаш од егоистичност, туку да е секогаш добронамерно. Ние сме сега егоистичност тоа си поширока филозофска тема, нели, од што сме составени или кој што си верува. Се согласувам со ова, со тоа што има, знаеш како имаше кога работам, одамна не сум работел обуки на баш обуки, повеќе коучинг на sales тимов, имаше, викав, дека има 4 фази на развој на еден продавач. И мислам дека исто и у животот. Сега некој вика продавач, не е страшен продавач. Првиот е фајтер, кога не знаеш што правиш и се расправаш со сите. Односно првиот е тейкер. Ке ти продам чаша, ќе ти речам дека кола ако е вода, па некој мисли нешто треба да испорача. Дај, што ќе даеш, за мене, себично. Втората е фајтер, се бориш и што веруваш дека стварно ова е вода и дека е убава вода и питка и се бориш да продадеш. Третата е гивер. Више викаш ќе дадам, ќе ми се врати и четвртата, не знам у која фаза сум ја, веројатно шетам меѓу фази, е giver with boundaries. Даваш, ама има моментум кај што ти кај што рече треба да се повлече, да се стави, окей, да, ама let's get back, затоа што битно е според мене, зависи кој од што се води. Секогаш кога се нови, ја и ти да се договориме, викам која е целта? Затоа што ако знаеме целта, лесно ќе ги надминеме проблемите. Ако сме само фокусирани на некојма, може би полесно на активности да се фокусира. Мене ми е тешко само на активности. Сакам да знам која е големата слика. Ако ја носам циглава, сакам да знам каква зграда градиме. Така. Дали ја носам циглава само не ти е гајле носи цигла. Нема поента. Ама ако знам дека градиме големо дело, не цигла, ќе земам и торба со цигли на грб, па ако боли кичма, па ќе викнам и другари, па ќе земе и количка и ќе градиме кој што треба. Дали е мачно, па нормално, па сега. Ако не е мачно, не е вредно, така. Така што зависи за која перспектива и за кој дел од животот зборуваме. Затоа те прашав дали личен, фамилиарен, кон деца, кон родители, кон финансиски, професионален. Види, ние сме сега малце филозофски. Сите од нас имаат повеќе идентитети, не се исти ти со девојката или со мајката или со мене или на работа, така. Да. И не одам на глав и викам не ни треба да бидеш. Автентичен не значи дека треба да си цело време ист на секаде и да си овако на работа биди си професионалец, на друго место тоа не значи дека не си истиот и ти си само со повеќе идентитети. Ќе престанам тука пред да почнам да филозофирам. Постои прашање. Може ќе се вратиме на темата вечерва во дебатата на идентитетите. Кога свати дека твојот правец е консалтингот? Правецот не беше прав. Значи, прво што ме заинтригира како консалтинг, уствари беше нешто што ретко сум го работел. Еден пријател побара да купиме фирма, да направиме евалуација за да ја купат заинтересирани други стратешки партнери. Не се деси тој дел, ја викам и ова е многу интересно. Меѓутоа, низ целиот тој процес, случајно кога бев на постдипломски работев со неколку фирми, фирма од 45 луѓе која што им помагав да направат организацијска структура. Knowledge management имаше асесмент програма пред 20 години кога не беа теми и не беа вакви термините за подобрување на организацијското знаење. И ми стана интересно. И мене ми беше секогаш интересно делот на организацијска, сега ти викам менеджмент консалтинг, меѓутоа некои од темите се сменија. Викам, јас ќе работам за пазари и ќе работам организацијски развој и коучинг на поставување на организацијски структури, како да се усогласат личните, тимските и компаниските цели и системи. Тоа секогаш ме возбудувало, зашто нема формула. Знаеш, кога има луѓе, немаш ти сега формула за сите проблеми. Има
формула, можеби има 3 можни формули, ама зависи од тимот и сегашната состојба, од околностите, што е најдоброто. Да, има најдобро решение, меѓутоа не значи дека тоа е најприменливо веднаш, можеби има меѓу решение, па тоа решение и така натаму. Се дадени ситуации. Да. И мене уствари ја консалтинг започнав со стратегија и организација, дури менеджинг партнер бев во една фирма и таму ми пишуваше Organizational Change Specialist. Специјалист за организацијска промена. Не лична, организацијска. И работев стратегија и организација, па почнавме корпоративни финанси, па видовме дека фирмите кај нас викаат нас ни требаат пари, ние ќе се снајдеме, па добра, и планирање на инвестиции, реорганизации финансиски почнуваме, во суштина после му кажеш чекај, ако ги смениш побарувањето, врските за ликите, раководење, ќе отвориш пари, не ти треба кредит, и така натаму, и така натаму. И ја тогаш сватив затоа што менуваш теми. Значи јас сум имал последен пат кога се броев беа над 300 клиенти, 300 организации што сум консултирал. За колков период? За 15 години. Односно, повеќе се за 17 години сум формално консултант. Домашни и странски или само странски? Секакви. Она што е специфично е што у менеджмент консалтингот сега имам една друга реченица. Ако ти треба документ, иди на ChatGPT или тие големите 5, они се добри, ќе ти верификуваат документот, ама ако ти треба имплементација, дојка мене или кај некој што знае да имплементира. Зашто го напоменувам? Бидејќи сум бил направив пауза од консалтингот, што е квази пауза, затоа што во 2019 до предминатата година, кај што е VP of Sales на америчка фирма, Chief Revenue Officer на ирска, директор на развој на една фирма со тогаш 400 луѓе, инженери и така натаму. Меѓутоа консалтингот плюс имплементација. И сега зашто го кажам ова? Затоа што бизнис план сега не ти треба тебе консултант, имаш стварно ChatGPT и многу алатки кои што ќе ти го напишат. Ама ти треба искуство и некој што знае како е да бидеш и вработен, и менаџер, и CEO, и консултант, и кој што може тоа да ти го пренесе за најбрзо и најефикасно во твоите рамки. Не, ова е супер, инвестира милиарда, ќе го средиш. Супер, ама имаш милиарда. Да. Дај да видиме како да стигнеме до таму, на подолг рок, да, така. Да. Така тоа консалтингот тука ме возбуди, иако е трудно интензивен и многу добро нешто што ми помогна, што мене ми овозможи кога се родија моите деца, иако имам фирма со вработени консултанти, со првиот син кој ми се роди, ја бев 3 месеци дома, во време кога немаше работа од дома, мислам, тоа ми го возможи, и второто дете 2 месеци, не бев спремен претходно како за првото, па после тоа морав да надокнадувам со неспиени ноќи и така натаму, и взимање поише проекти и терање, и втората работа е што мене што ми се допаѓа како консалтинг, што е проектно и секој пат со различни луѓе работиш. Значи правиме feasibility студија, сега ја можеби го водам тимот, имаше економисти, правници, вакви инженери, онакви инженери, експерти за ова, проектот трае 6 месеци, ама после имаш друга екипа и уствари учиш. И јас се шалам, добрите менеджмент консултанти според мене се као пчелички или се као оние пчелите што знаат кај е медот. И ти вика, добро ја како вработен идам пчела работам, меѓутоа сега ќе ти кажам на која лива да имаш највише мед можеш да извадиш од твојот, ако ме послушаш. Пак мора да долеташ таму. Пак е твоја одлука дали ќе летнеш и дали ќе го земеш медот. Да. Меѓутоа веќе поминав, како знаеш, па работев за еден од оваа индустрија, он беше таму, ја го идов медот, он береше јабуки, ама видов кај е ливадава што има мед, полен. Многу луѓе ја мразат продажбата. Зошто е тоа така? Што мислиш? Дали имат скептицизам од продавачи? И јас мразам продажба, да ти кажам. А водиш тимови за продажба? Ба не. Да. Сега, искрено до неодамна ја мислев дека не сум добар продавач. Ми се изнасмеа еден пријател, кога му реков не сум добар продавач, ми се изнасмеа, беше за B2B. Може да го поздравиме. Да го поздравиме Дарко, благодарение на него го видов дека он бил на Дарко Давковски на емисијава. Он ме викна за Vice President Sales на Grow Terra и му викам, ја не сум продавач, и он вика, добро, знам како продаваш, знам какви тимови си изградил и by the way ни продаде руски софтвер на америчка фирма и не ми текна мене, викам, мојот газда рече дај да го видиме, овој да ни помогне да го поставиме системот за продажба за носење нови клиенти. Ја викам, ја не сум продавач и ми се скина од смење. Тоа е бизнис to бизнис. Мислам дека не сакаме продавачи затоа што неќе ме научат да не сакаме непознати, прва ствар, тоа е вака подсвесно, а побитно секогаш кога влагаш во продавница, мислам дека ова е премногу искористен пример.
дали ви треба помош, не фала. Ти тачно знаеш што ќе купиш, ама не кеш да те досаѓаат. И има еден концепт, дури некој од гостите што ти беа овде, ја не се согласувам со нив, затоа што се уште Грант Кордон, Джордан Белфорд пуши стайл и мислам дека тоа не функционира и можам да се кладам со нив дека сум направил поише продажби на моите фирми задниве 5 години и системите што сум ги изградил на консултативна продажба и на нежен начин, без пуш, него они што направиле во својот животен век. Ова беше чалендж, фрлена ракавица. Не зборам за Дарко само, не го изоставам. Така да можеше и за конференција дебата. Него го поздравивме. Добро. Значи, извини што те прегревам. Значи, ние можеме у некоја блиска еднина да направиме дебата тука, блиска да стане. Ја парлив еве ти ракавицата што? Еве ти ракавицата, може и онака жустра, можеме нормално вербална, да бидеме прецизни. Значи, јас мислев дека продажбата е да му путнеш на некого нешто што не сака, затоа што ние сме, нели, спиритуално емотивни, рационални битија и кога гледаме продажба и продавачи ги учиме, треба на емоција, треба да му дадеш, треба да го пушаш, треба да му фолоапнаш. Ја мислам дека најдобрите продавачи не се продавачи, туку се луѓе што внимателно слушаат, ги слушаат потребите и поврзуваат со решенијата што им се потребни на тие луѓе. Ај вака. Сега ми текна во моментот, не знам дали добро ќе звучат, две прикази. Првата, кога сватив дека продажбата е топ, кога ја сватив како брокер, услуга, меѓу она некој што бара нешто и меѓу оние што нудат нешто. Ако нема продавач, овие што нудат не можат да најдат тоа што го бараат, а има десетици илјади луѓе што бараат пенкалце денеска. Така што прашањето е дали има продавач што ќе ги врзе, што е брокер меѓу она што го нудат и го произведуваат или услуга што нудат одредени организации и овие што го бараат. Кој ќе ми рече што е најдобар продавач, ја викам тој е чистач. Не е пушер. Тој што чисти и гледа кој не е заинтересиран за нешто, кој може би е заинтересиран, ама не е денес, оној кој што баш ова го бара долго време и му помага да донесе одлуката и да го најде правото решение. И ако го гледаме така, продажбата е уствари есенцијална потреба. Ова, јас сега вака нежно, убаво го кажувам, може би не убаво, за мене убаво, меѓутоа ми текна пред 5 години. Овој шифт кој го направи во својата глава, сватив дека продажбата е прекрасна. Меѓутоа зборуваме за продажба, мора да дефинираме за што зборуваме. Зборуваме за вештини на продавач индивидуален, зборуваме за тимна продажба или зборуваме за системи на продажба кои што се веќе многу посложени и кои што правични, неправични, за мали пазари, за големи пазари, различни работи различно функционираат. Јасно. Што мислиш, каков лидер си ти? Флексибилен, строг, правичен? Што би рекол твојот тим за тебе, например? Тоа нив ќе мора да ги прашаш, или да ги прашаш моите тимови за тоа. Веројатно, јас се трудам да бидам инспиративен, искрен и принципиелен. Зашто подразбирам по тоа, вака чим го кажав, не ми беше спремен одговорот, да не ако зборат 3, инспиративен, сакам да знам луѓето што сакаат и дали се на правото место и дали можат нивните лични цели да ги поврзат со тимските и со организацијските, затоа што организацијата има цел, има насока. Ако не си подобро да одиш на друга позиција или нешто друго, или ќе ти помогнам да стигнеш таму. Тоа е на индивидуално ниво. Ако можам, нели, во рамките на ограничувањата, зависи сега, различни организации, различни улоги. Што реков второ? Реков инспиративен. Отворен, ценам отвореност. Не можам да поднесам микроменаџери, политики и така натаму. Секогаш ги има, меѓутоа ценам отвореност затоа што мислам дека е неопходно. Порано сум внимал конфликт да нема и така натаму. Конструктивен конфликт е неопходен за брзо да се случуваат работите. Тоа не значи дека треба да се скараме, тоа значи дека можеме отворено да зборуваме за проблемот, затоа што овој проблем не се ја и ти, него овој проблемот да видиме дали можеме да го решиме. Ти мислиш дека може ако го мрдеме нааму, ја мислам дека ако го мрдеме нааму. Дај да се договориме и кога ќе се договориме заедно ќе го тераме планот. И третиот дел, што беше, значи реков искрен, инспиративен, искрен и принципиелен. Многу често го гледам, особено кај помладиве генерации, а и во Македонија мешаат, ова прв пат го кажам во јавност, фин и добар. Значи, што е разликата меѓу фин и добар, кога си културен, искрен, внимателен, не значи дека си беспомошен.
има и такви кои што не може да се сочат тоа и се безпомошни. Ама има и такви кои што си ја виделе својата монструозна страна и демоните си ги знаат што си живеат со себе, си се помирили со нив, освен навечер кој им прават муабет у глава и решиле да бидат добри. И тоа според мене вторите се добри луѓе, првите се само безпомошни. И мислам дека од секојдневието ние мешаме тука и викаме он е фин, тоа на пример ако на почетните прашања прашаш во Македонија што ми сметаш, што викаме тој е фин неспособен, што стана да си добар, да си принципиран, стана да си глуп. И мислам дека тука си правиме сами на себе беја. Меѓутоа да се вратам на тема, се трудам да бидам таков, се трудам да ги инспирирам луѓето да излечат се од себе, оние што работеле директно со мене полог период ми викаат падаван дека биле, ја тоа двајца тројца што ми вратиле. Порано мислев дека можам со секакви луѓе, меѓутоа во одреден момент можам, во одреден не. Можам со секакви луѓе, меѓутоа зборам да ги донесам до next stage. Прашањето е кој е вистински спремен да стигне таму, затоа што ја повеќе барам од себе него од другите луѓе. И не барам да ги имаат истите стандарди, бидете као јас. Не го барам тоа. Него барам барем 1% дневно да се напредуваш. Не можеш денес, нема веќе кумулативно 1% дневно. Никој не може да победи човек што 1% дневно се напредува. Тоа се кладам. Пак ракавица. А што најчесто недостасува кај B2B продажбата во Македонија или во регионот? Ај Македонија, регионот е пошто. Ако збориме за продажба во Македонија, ние имаме таква култура на продажба face to face. И ако ги гледаме потребните системи и вештини што се во Македонија за тоа, ние сме мали пазари, малото ни е мало, регионот ни е мал. Значи, така што Македонија, Србија, не знам, Косово се колку Кајро. Еве, тој пример го користевме. Го користам намерно Кајро, не е Англија, убаво звучи Лондон, вака барем да знаеме дека сме во афричка простор. Во некои работи сме таму поблиску, што не е тоа лошо. Африка многу брзо се развива. Значи, во B2B продажбата, мислам дека големината зависи за кој пазар. Ако збориме за големи пазари, ни недостасува знаење и системи и препознатливост дека ако сакаш да се тепаш на тој систем, немаш со системите како во Македонија. Значи банален пример. Еве, сега соработувам со еден тим. Ние имаме код колери кои што телефонски разговараат и тука ја заклучуваат продажбата во Македонија, бидејќи таа група на клиенти се специфични, не се на LinkedIn, на социјални мрежи, или делумно се, и сакаат личен допир, иако се во B2B делот. И тоа е окей. Тоа не функционира во Полска, не функционира во Германија, не функционира во Америка и Англија никако. Може би у EMEA функционира за прв контакт, ама да кажеме овие Блиски исток и натаму, ама таму веќе има друг начин на затварање на продажбата, кај што веќе многу персонален, после ручек, трае време и така, бара присутност, да ги тргнеме се нив на страна. Значи, мислам дека имаме, зависи за кого правиме муабет, технолошките компании многу брзо се усогласени, топ тераат, глобално го гледаат пазарот, сваќаат дека е поврзан светот, таму голем ризик е само дека има многу new shiny object, многу нови светкави теми, така да сега пред 10 години беше, има и скилсови као, не знам, Грант Кордон, Джордан Белфорд, сега е, еве ти оваа алатка со оваа алатка и ќе ти средат не ти треба процес и не ти треба продажба, што е лажга. Иако има гениални алатки што штедат време, мислам, јас сум воодушевен, нешто што ми требало пред 4 години, 5 души фул тајм, сега со парт тајм еден човек се завршува пута 2 тоа. Штеде и време, но не и го решава. Ама процесот ако го немаш, ако немаш теџоите, ако немаш вештините, ако немаш customer journey, ако не знаеш што сакаш да постигнеш, дури е некојаш се шалам, викам, AI да ставиш сега, тоа е како да пуштиш практикант да ти ја води фабриката, мора да го истренираш, мора да го поставиш, значи тоа си има своја филозофија. Тоа е позитивниот пример. Технолошките. Друга страна имаме стари компании кои што се градели, мачно се градели на овие мали пазари, почнале да излагат и ние реално сме мал пазар за да ти акумулираш средства за да имаш капацитет за да излезеш на нови пазари и да се бориш со нови животни на новите пазари, односно со нови конкуренти во B2B. И тука мислам некој би рекол добро, тоа значи пари ни фалат, не ни пари пазар, ни пари некој што знае да не донеде таму или кој што тој пазар. И методите што се овде не функционираат таму. Банален пример. Имам клиент, работи во Македонија, неговиот пазар во Америка, да, мал е, има 18.000 потенцијални клиенти, во Македонија има 34. Не можеш ти со 18.000 да си на лично познанство и да одиш во кафана и да правиш кафе да се слушаш еднаш неделно. Невозможно, или ти треба неверојатен тип што нема поента да го покриеш.
Така што мислам дека им фали знаење, а од друга страна има некои што знаат овде, има луѓе што имаат искуство во Македонија, ама пора да би земале некој страни затоа што не веруваме дека овој нашиот има, што може би тоа е лошо искуство, па може би затоа што били излажени повеќе пати дека некој знае, а уствари не знае. Се така тука се повеќе баланси, според мене порано мислев дека се човечкиот капацитет и искористеноста во организацијата дека е главниот и дека тој ќе најде решение и за финанси и за пазари. Денеска мислам дека главен тригер кај нас е баш малиот пазар, затоа што ти треба тројца четворица, ако си у бизнес to government, ти треба тројца четворица луѓе за да завршиш цела држава овде, не ти треба ти да инвестираш во некој во скилсој. Тоа не е случајот кај што се поголеми пазари, кај што немаш такви конекции, него баш мора да има процес, мерење, унапредување, вештини, лидерство, усогласени компензацијски планови на лицата со нивните резултати и така натаму. Дали може од Македонија да се направи сериозен бизнис со светот? Да, имаме такви бизниси. Се зависи со кого се споредуваш. Па, еве, например, услужни дејности. Имаме многу, например, маркетинг агенции, посебно со дигитален маркетинг, кои што работат за амерички пазар. Имаме многу продукти, немаме толку износ. Имаме и продукти, ама немаме толку производство. Види, возможно е од секаде да се направи успех. Во Македонија има успешни компании и со производи и што добро излезуваат, има но процентуално колку се успешни компании. Процентот ист, бројката е различна. Пак е процентот ист. Како да гледаш процентот ист. Разликата е дали се според мене, затоа што сум правил на различни земји анализа. Разликата дали ќе бидат 1 или 5% предприемачи, разликата меѓу 2 и 3% може да варира според системите на поддршка и културата. Меѓутоа пак се 1 до 5, не се 6. Дали најголемите компании се 1-2% што држат 90% од ресурсите во државата, и кај нас е слично веројатно. Кај нас по структурата на економијата е 98% се мали и средни, микро. Така што ние кога зборуваме за бизнис или кој ќе видам газдите, тоа е твојот комшија што има лична фирма со жената и со син му што тера. Тоа не е бизнис на ние како што сме замислени дека има илјадници. За среќа имаме и такви што изградиле и сопствени бизниси и кои што успеале. Главното прашање за што е разликата и како да се успее, мислам, адаптабилноста. И за тоа услужните, мислам, пред се, како маркетинг агенциите, програмерските своевремено, сега мислам, програмерските, тоа ми беше само. Не си дискажам. Можеби, мислам дека има доста разликата меѓу оние што има продукт, се многу поуспешни од оние што нудат само услуга, како софтверски. И тоа се виде сега во криза и со промениве со AI. Тие што има продукти кои што тераат да го научат глобалниот пазар и да пристапат таму, не застануваат, немаат криза. Оние што беа сервисна, ја што викам лон во софтвер, тип на компании, имаат проблем. Вие сте од тип лон, ми е јасен терминот и што значи така. Сега Штип ќе го направиме Силикон Вали, ќе види. Супер би било тоа. Македонски. Видите, мислам, има измени. Сите сме чинители, си живееме тука и мислам дека има можност. Ајде да спореме просто едноставно. Ти ме праша за моето детство, факултет, први работни места. Ја кога почнав да работам, немаше интернет бизнис, немаше услужен бизнис, немаше бизнис со старт со евро, немаше инкубатори, немаше програми за акселерација, немаше подкасти, немаше, како да ти кажам, книга нарачувам од другар што доаѓа од Англија, затоа што таа е издадена пред 3 години, затоа што не е преведена, или може во некој од околните земји, ако знам јазик, да идам во нивните библиотеки да купам што било пред 5 години за да научам нешто ново. Ама таа е пишана пред 5 години, значи важи од пред 10. Сега имаме достапност на информации, ама сите имаат. И конкуренцијата е посериозна. Така што аспектот на и реално кога ме праша на почеток колку си заработувал. Некој ќе рече младите, ја реков малите некојаш се кенкачи, ама не мислам дека се размазени. Некои имаат повеќе опции. Зашто ти да ме малтретираш old school, што не си се адаптирал на новите менеджмент вештини, очекуваш дека ја ќе ми се дереш и ќе работам за тебе, така? И ќе ме омаловажуваш, кога ја можам за помалце време со услуга и со интернет базирани алатки да ги заработам истите пари. Извини, ама
Тоа е. Ми смо исти. Српизм. Еве вака. Дали се живее пристојно со консалтингот? Можеш да живееш пристојно со консалтингот, како и сите останати. Имаш некои што живеат, некои го тераат part-time. Дали има нелојална конкуренција, некој вика, ја викам не постои нелојална конкуренција во ниеден аспект. Имаш конкуренција и немаш конкуренција. А некој да нема конкуренција, не знам. Така што се живе пристојно, зависи каков животен стил, кои се твоите цели. Ако зборуваме за scalable бизнис, тоа не е бизнисот за старт. Трудоинтензивен е, продаш пари за време, никогаш не можеш да го наплатиш својот труд толку, ова не е од мене, ова е еден мој ментор што е од Прага, ми вика не можеш да го наплатиш затоа што не е документот и не е решението, не знам, во производство за извоз, за продажба што го даваш. Туку е mindset shiftот што им помага да го направиш во организацијата, што е ненаплатлив. Нити си го наплатил, а уствари најголемиот бенефит и единственото трајно нешто што станува. Не, сега, зборам за менеджмент консултанти. Нормално имаме консултанти што се специјалисти за одредена дејност, тоа е технички решенија, така. Може да се живее, меѓутоа бара ангажман постојан. Меѓу другото, мојата улога како менеджмент не е само, сега малку сум мешан, затоа што сега сум и fractional chief revenue officer. Што значи тоа? Тоа е part-time директор, извршен директор, како било да го кажеме, за продажба, маркетинг и customer support. Во фирма која што не може full time да го плати тоа, затоа што е во развој, и сум привремено тамо, уствари ги добивате моите консалтинг и менеджмент лидерски, да кажеме, услуги, во само не со полно работно време. И мислам дека тоа е иднината на... Порано беа, ја не го знаев терминот fractional, тоа ние викаме фриленсер. Имаше еден момент, не е битно близок мој човек ми вика, добро, ти си фриленсер, викам, да, фриленсер што работам со 5 фирми, имам 2 сопствени и сум во 3 по ден и пол продаден како part-time извршен директор. Не е тоа фриленсер. Тоа е номад извршен директор. Зашто ние фриленсерите, нали, седи на компјутер, програмира, дизајнира, да. Фриленсер си, па не плакаш даноци така натаму и тие приказни, застарени. Суштина плакаш даноци. Секако плакаш даноци. Секако плакаш и формално и неформално, секако плакаш даноци. Не, се уште има така, зборам, ова го баш го буцкам, малце повеќе предизвикувам, за да станеме свесни дека ние преведувачи имаме фриленсери што отидоа во пензија кои што нема решен статус, така? Така, само што сега зборот фриленсер некако доби на значење. Да. И сите сметаат дека фриленсер е нешто друго, дека стари секојаш имал хонорарци, договор на дело и слично. Ја ги споменав преведувачите бидејќи за нив системот не има возможност да го направат тој и кога сака, а инаку сега има системи се веќе поставено така што све едноставно и мерливо и е одлична работа за слобода, за започнување на сопствени вештини. Ако некој не е сигурен дали има вештини за бизнис, може и да почне како фриленсер, препорачувам. Ако нема од кого да учи или каде да се нешто што му е значено, почни фриленсерски, па види дали ти одговара. Тоа ти е без ризик, имаш работа, прави го по плане, таман ќе видиш, па кога ќе се изедначат приходите или кога ќе ти тргне, тогаш можеш да идеш. Реално, ако мора да сумирам на нешто, извини, сега малце отидов можеби во друга насока. Што е она што не спречува да стигнеме кај што сакаме да бидеме е според мене недостатокот на компетенции. Да, компетенции се еднакво вештини, ама ја викам компетенции се применливи знаење вештини. И прашањето е каде сакаме да стигнеме, и тоа би го и за секој предприемач, и за секој сегашен бизнисмен, и за себе од време на време. Си викам, добро, каде сакам да стигнам? Добро, чим не сум стигнал таму, значи не знам како. Тогаш да се прашам што ми недостасува за да стигнам. Може би се човечки ресурси, знаења собствени или, не знам, ќе ангажираш член на тимот што го има тоа знаење, па ќе ми го убрза процесот, или ќе земам, ќе учам од подкаст, или секој во различна фаза и ја спремен на различни чекори. И сега, наброја толку многу позиции, толку многу фирми, толку... Како изгледа еден твој работен ден? Како постигнеш? Колку работни часови имаш ти во текот на денот?
Не, се сетив на вчера. Вчера работев 14 сати, ама од возбуда. Не затоа што ме тераше некој. Имаш некој драйв што те вози цело време. Да, ми дојде завчера имавме еден проблем заедно со тимот, имавме еден проблем, односно имавме предизвик, нема проблеми, има само предизвици. Ке ти ја кажам, потсети ме за поентата, никогаш не губам, тоа ми е вака, сега ќе ја кажав, ама ќе отидеме од друга насока. И вчера сабајле ми дојде решението. И морав да го спроведам. Значи, и се разбив сабајлето, пиев кафе, од 7 до 9 вечерта бев фокусиран на тој проблем. Нешто го разрешивме, го структуравме од сабајле, цикнев као мало дете, онака се радов и мислам тоа е убавината, онака вриштев што успевавме да направиме вчера у еден ден, нешто што да ти кажам искрено, други организации мене ми требало координација и план и време од месец, два со повеќе тиме. Вчера успеавме да направиме од ден и, например, сега дали работам 14 сати? Не. Некогаш повеќе, некогаш помалку. Просек? Не знам. Како изгледа твој работен ден? Многу тешко прашање, зависи. Некогаш е цел со состаноци. А кога стануваш од спиење, како се движиш низ денот, имаш таск менеджер, нешто? Ја користам календар. Ја верувам у календарот дека единствен шеф. Тој и луѓе што работеле со мене се шалат, ја не сум ти шеф и директор, само календарот ти е директор. Дури и луѓе што ми кажа, ти си ми надреден директор, не сум ти, календарот ти е директор. Значи ја верувам у тоа дека календарот ти дефинира каква ти е судбината и таму све си запишувам. Дури некога и приватни работи, шишање и деца, носење и се така натаму. Тоа едноставно ми ослободува простор за мислам и на други работи. Од друга страна, сабајлето си отворам и се гледам што ми се предизвиците на денот. Сабајле отварам, треба да идам на подкаст. Добро, ај кидам. Ама пишане у календар, тоа е. Сакал некал, не, така. Мислам, и се шалам, и не се шалам. Така. Во суштина, ако ме прашуваш за дневна рутина, изменети, ми се треба да си ги вратам убавите дневни рутини. Во изминативе 2-3 месеци, најдов некој нов драйв случајно, затоа што правам повеќе работи истовремено, и подкаст, и фирма, меѓутоа не е тоа, не е монотона. Значи, не знам, завршував извештај во декември за фирма за производна, имаш 10 дена фри си тотално, никој не те чепка, ама имавме после тоа како да кажам, поведување на нови продажни системи за новите 13 пазари со фирмава со која што сработувам, за која што сакаме да 10x минимум ќе отидеме со приходи у оваа година. И сега ги поставуваме системите паралелно, кај што немам инвеститори, мислам нема инвеститори и кај што сето тоа е bootstrap што се вика, односно од сопствени приходи, нормален бизнис, нели? Ама треба и развој да се финансира тоа и сега крчиме и создаваме системи, ама е како ти кажам, јас сум водиш, знаеш што ме мотивираше? Што? 4 пати се договаравме за намалување на еден flow, што е на customer journey преку маркетинг за клиент. До 29 декември. На Великден беше имплементиран. Значи, у потрадиционална фирма кај што работам консалтинг, треба да се собереш. Секој е поголема и нормално е. Едно е чамче, друго е танкер, така? Да. Па треба да се усогласат, па да се стават процедурите, па некој ќе кочи овдека вака. И сега, како да не бидеш мотивиран да побрзо да направиш работи, и деновиве, у суштина, еве ќе се пренесам сам себе си, што му кажа вчера на еден колега, имаш 3 работни дена, затоа што ново време имаш од 6 до 12, од 12 до 6 и од 12 до 12. И уствари у неделата ти имаш 21 ден, па сега ти со 24 сата и јас со 21 работен ден, кој ќе победи? Добра поента. А што ќе правиш, можеш и со децата да идеш и да одмараш, така нема да влагам во детали, што, ама 6 до 12, 12 до 6, 6 до 12. Да, мојабетот ми беше приватниот живот, не трпи фамилијата кога си повеќе фриленсер. Ма не сум фриленсер јас. Не сум фриленсер. Друго род нели пријател да тоа да кажем. Не сум фриленсер, ја имам собствена компанија која што си ја водам. Зборуваме не леве. Овде си извршен директор, овде на некои проекти и слично. И тоа се дополнителни врски. врски. Мојата компанија е носител на активностите, значи јас ја раковам, значи ангажманот ми е преку компанија, да. Тоа ми беше. И полесно ми е така, се си е формално, се си е B2B, ја дури онака се шалев, никогаш не сум взимал, во моите компании не сум имал наплата со кеш, секогаш ми било на фактура.
добро или лошо во Македонија, време да ќе каже, ќе видиме, али значи сега има балансот е специфична работа. Јас некогаш со децата успевам да поминам многу време, некогаш кога е залуфано, не толку, мислам, и за тоа е заедница, бракот и сопругата моја и така натаму. Мои се веќе големи 11 и 13, многу различно кога беа помали. Затоа реков мене консалтингот ми возможи 3 месеци да видам кога се роди мојот прв син, кога го формиравме семејството и вториот, без оглед дали се памет, после сватив дека никој не памти, ни мајка ми, ни жена ми, ни никој. Ама ја памтам. Заради цената преди потоа што сум ја плакал на се, али не е тоа замерка, него едноставно. Да. Така било. И тоа е минато. Сега дај да видиме за денес и за утре. Остај тоа што минато да научиме лекции. Некогаш ја работев неколку години дома. Од дома. Значи изборам 2000 па и пред ковидот, меѓутоа и до пред година и пол две. И тоа ми беше топ затоа што на пример деца ќе се вратат од школа, јас со нив ручам, се спремам, си правам мовето, цапали ги будам, рано станувам, тоа ми е малце проблем. Премногу рано, па после мораш да се измедитираш на среден. Не очекуваше утрено дека ти вратат толку брзо, нели? Не. Внимавав, чекав. Кога зборам рано, мислам, минатата недела правејќи некои работи, станував у 5 сат. Така што од 6 веќе активен. Тоа е рано за комуникација, мислам, нели, освен со Австралија ако работиш, тама им е нормален денот. Не сум работел, добра идеја. Со Австралија? Сега ми дојде добра идеја. Ај, докажи се па да те прашам нешто интересно. И така да мислам дека квалитетот на односот, моите се машки деца, некогаш ми недостасуваат, некогаш би сакал да сум повеќе, ама па од друга страна па некогаш и не треба да се толку, треба повеќе да искусат и треба да ги направат своите грешки без осуда, ја да ги поддржам или само да внимаваш да не ги направат да бидат трајни последиците, инаку целта е да бидат самостојни луѓе и да се изградат личности кои што ќе бидат силни сами со себе. Што беше со никогаш не губам? Никогаш не губам, или победувам или учам лекција. Значи тоа е поентата. Тоа е. И може би звучи како утеха и веројатно да е лажење на својот ум во момент кога стварно ќе имаш проблем. Имаше таков еден и ова си го зборував, ова порано го зборував и во понеделникот го имав во една ситуација службена кај што ги тешев моите колеги, ама кога си го кажав и кога си го кажеш својот глас, пазете сега, не знам како се слуша на подкастот, ама со овој глас. Смирувачки, не е возбуден. Значи, никогаш не губам, победувам или учам лекција. Ако више си изгубил, немај да оставаш лекцијата да отиде за џабе. Целта е да научиме нешто да се напредиме. Живи сме, добри сме, ајде, идемо дале. Нормално е тешко во тие моменти и луѓе сме и треба да ги чувствуваме сите чувства. Порано вика, ајде, позитивни мисли, внимавај, не смири се. Не. Треба некојаш да патиш, треба да те боли. Тогаш значи ти значи. Иначе ако не плачеш, не те боли. Не викам физички, него внатре. Да. Така што таа е добра лекција затоа што прави еден big switch на место емоции, викаш добро, ајде да видиме, сега ова се скрши да видиме што да научиме. Добро, ние ставаме чашата веќе на ќошко го праќаме со капоти. Едноставно е. Нешто не е толку едноставно, нешто има поголеми последици, меѓутоа што е битно, тука сме за да го искусиме овој човечки живот, живи и здрави. Да, ќе го поправиме. Нареден пат нема. Дали ќе го поправиме, ќе изградиме ново, ќе скршиме ново или ќе решиме да кршиме или ќе сватиме дека ти уствари требале да се кршат, ама излегло нешто ново од тоа или така да. И овде доаѓаат сепак прифаќањето на одговорности. Секој да знае, на пример, не треба да се посочува, барем според мене, Петар, ти си крив, туку, окей, знаеш кај сме сгрешиле, тим сме, грешеме, ама секој знае, на пример, фрлил сум го пенкалот, баш како што кажа, јас сум ја ставил чашата, Васко поминал ја бутнал, значи окей, Петар ја ставил чашата, не требало чашката да биде таму. Затоа што ненамерно Васко ќе помине и ќе ја... Така. И така и не е така. Да се прифаќаат одговорности на некој начин. И така и не е но така. Но да не се биде ти си крив. Затоа што не е тука Петар или Васко, тука двајцата треба да внимаваат повеќе. Точно, да се знаат нели да се прифаќаат. Да не го правдаме Васко што бил невнимателен или ниту Петар што не внимал. Да. Тука одговорности, прифаќање на одговорности.
Има една работа што можда на постари години се. Ние зборуваме слобода, знаеш, тоа е порив човечки. И кога зборуваме за претприемништво и за бизнис, зборуваме за слобода, да не бидеш контролиран, да ја раководиш својата слобода. И кога зборуваме за слобода, зборуваме сега во овој материјален свет каков е. Значи зборуваме за можноста да направиш избори и да си достоен на својот збор кон себе пред себе, кон другите, што не секогаш успеваме, нели? Ама за тоа сме тука, нели? Учиме, многу лекции, милиони лекции. На темата, губиш, не губам. Меѓутоа, поентата е слободата, сите сме ние слободни да донесеме одлуки, меѓутоа не секогаш сме прифаќаме дека уствари слободата на одлуките носи и свесност за последиците, барем за возрастните луѓе. За децата тоа треба да ги научиме, нели? Тоа се термодинамички закони, Њутонови, како сакате, квантни, што и да правиме муавет. Значи, слобода е да одлучиш, и меѓутоа и одговорноста е другата страна. Што има еден пријател викаше права и обврски стои, ми вика тоа е вика кога ќе земеш лавот има право да јаде, ама има обврска да улови за да јаде. А ние прво бараме права, па после бараме обврски. Така да видиме во тој баланс не да ги оценуваме другите, него кај се наоѓаме ние во прифаќање на сопствените одговорности. И некогаш ќе донесеме одлуки што не се правилни или што имаат опасни последици. И така учиме така, ама сме слободни да ги донесеме. И да спомена Австралија, дека не си работил со Австралија. Еве, јас, например, си имам поставено цел, една од целите за успех на маркетинг агенцијата е, еве, да речеме овде да има картата на светот во позадина и во сите подобри појаки држави, поголеми каде што можеме, да светне зелено. Дека сме сработиле барем еден проект, дека сме влегле таму, дека сме пуштиле нога. Дали имаш некоја таква... Зошто? Како престиж, како бидејќи имаме сработено добар дел, и така, лична сатисфакција, ништо друго, не е финансискиот аспект, не е лична сатисфакција. Не, ова после подкастов ќе правиме муабето за знаменца зашто сакаш да остеш. Ајде, за кого е мапата, за тебе или за другите? Лична сатисфакција повеќе сакам, затоа што како што напомена и ти, тој драйв да создаваш нешто, да правиш нешто, дека ја верувам во големи нешта. Можеме да работиме и без финансиски надомест. Но ако ја имаме само ако ја имам јас, големата слика, целта и да знам дека тоа е големо. Сакам да го направам тоа, сакам лично на себе знам јас сум го напишал тоа, јас самиот сакам да знам, самиот на себе да си докажам некогаш дека можеш повеќе од тоа. Предизвик сам на себе, како челендж. После подкастот ќе продолжи со сесијата, започнувајќи со хипнозата и вадење на вистинските причини зошто сакаме знаменца во сите поголеми земји на водителот, а сега да се вратиме на разговорот со Васко Карангелевски. Дали имаш таква некоја, бидејќи напомена, Австралија, еве, не сум работил, тоа е... Не работам сега, сум соработувал со луѓе. Оддамна не сум соработувал со луѓе од Австралија. Не сум имал производи, движење, тука да бидам прецизен. Добро. Збориме за услуги и за така натаму. И за софтверски продукти. Меѓутоа, знаеш, интересно, знаменцето од една страна си викам, те прашав за тебе или за другите, а од друга страна имаш тоа, за да си докажеш на себе, тоа е веќе друга приказна. Мислам дека има, знаеш, некои се лутат, кој ќе речам, за да бидеш предприемач или да водиш бизнис во Македонија или каде биде, стварно треба да си ненормален. И ова е комплимент. Значи, не можеш нормален да бидеш. Значи, нормален е човек кој што си бара, ти ме праша каков е денот и не ти одговори, бидејќи, нели, за некого тоа би било застрашувачки. За мене е застрашувачки репетитивноста на активностите. Или некој сака стабилност, некој сака ова. И некои од блиските што ги сакаме се такви, тоа е све окей, сите сме се во ред. И не де Боже сите да сме исти. Мислам, замисли сите Васковци вакви да ви се фацат. Така. Значи, меѓутоа има таа обсесивност и иде од фаза у фаза, значи она цел свет, сегде знаменце и така натаму, и
тоа зависи у која фаза си у моментов. Сега не знам што да ти кажам, затоа што не можам сега консултантски ќе ти одговорам. Зависи. Имав еден пријател, вика ми треба консултант, зависи, може и вака и така, ми треба вика еднорак консултант, што ќе рече само овака. Викам не, тоа е одлуката на собственикот на на менеджментот тоа. Ние баш сега снимавме рил со еден клиент со тоа скрешен лаптоп, доаѓа и вика прави ли се овој лаптоп? Да, праве се. Ама добро, што имам опции? Имаш две опции. А го видов со советот, бесплатен совет, диагностика. Советот да направиме диагностика. Бесплатно дојди пак води. Нели? Да, не, добро, не е така. Секогаш има повеќе опции. Знаеш, тоа ми е верување мое, дури од мал тоа го верувам да ти кажам. Дека некој ќе ми рече дека имаш една опција, дека лаже. Нели? Да, дури мислам дека има неограничен број на опции, прашањето е кои се 2 до 3 за да можеш да избереш во моментот што ти се видливи со расположливите информации. Кога ќе ми кажат ова е вистината, слушај на нас ова е вистината, тоа ми звучи на предизборна кампања и не верувам. Значи и тоа е лажга, затоа што секогаш имаме неограничен број на опции. Каде што можеме да отидеме, зависи за тајмфреймот, проблемот, големината и кога сакаме да го решиме. Јас се водам по оно, знаеш, пример, од 2-3 зла, избери го најмалото, веќе кога се е лошо околу те, кога гледаш дека... Тоа е една опција. А некогаш треба да излезеш и надвор од водата, може треба да сватиш дека си, уствари дека ти ѓуриш, а сакаш да засадиш дрво, уствари треба да ги храниш рибите овде. И не си свесен дека имаш и кацига и дека имаш кислород, дека си добар и мислиш дека си окей. Така што, знаеш, како и да е, пак имаш илјадници опции, дали е од полошо, од подобро, од најтешко, знаеш, најтешката одлука, кога имаш повеќе опции што ги сакаш. Тоа е потешко него кога имаш повеќе лоши. Па добро, јас се водам по оно дали ти е стварно неопходно или не. Така да едно да сакаме, ама друго е рационално, не е емотивното сега. Емотивно можеби сакам, не знам, најаката кола да имам, реално били ми била. Не зборам само емотивно, зборам за позитивни. Имаш 3 опции што ги рационално, емотивно и духовно ги посакуваш. Тука е потешкиот избор. Кога ти се на расположение во дадениот момент. Него, ја се лоши, е најмалото зло. Добро. Тоа е едноставно. Еве напомена дека имаш 2 мали деца, не се толку мали, но сепак се мали, кои што едно ги чека животот пред нив. Добро. Нека биде тоа пораката за сите млади предприемачи или луѓе што сакаат да се впуштат во животните води. Чекај сега, неам спремен одговор, мислам. Што би ги советувал сите млади луѓе, како да се движат ни животните патишта во професионален план, бизнис или слично, каде дали да трагаат, дали што да прават, како да прават, исто како на своите деца тоа да им го кажеш, да ги советуваш. Ако треба да го сумирам, би рекол If од Киплинг има една песна, една кратка песна, се вика Ако, If од Киплинг. Киплинг е авторот. Таа ќе одговори се, како порака кон моите деца. И се надевам дека ќе ја гледаат и ќе ја најдат If од Киплинг, Ако на македонски од Киплинг. Според мене, што би дал, па не само, да, и на своите деца и на... Прво истражи се себе си, видиш што сакаш. Не секојаш знаеш, не знаеме што сакаме или мислиме дека сакаме нешто друго затоа што сме програмирани, ни се создадени идентитети од други, што е нормално, како сите ние. Така сме научени и веруваме во некои работи дека се вистина, уствари едноставно рерната била помала, затоа ја сечеле коската, не е тоа традиционален рецепт на бабата и мајка ти, кој што мислиш дека така е најубаво место спремно, него била помала рерната, па останало како традиција. Така биле можностите едноставно. Да. И ние сме научени, имаме многу такви навики и познай се себе си, познай се што сакаш во дадениот момент. И не мора да бидеш управо. Веднаш. Ако размислам ја низ цело ова, јас зборов успеси, некои успеси ги спомнавме, некои не и така натаму, меѓутоа ако размислам, тоа уствари сосема, значи моментот, преокретот на едно на друго бил многу чуден, бил неочекуван и дури делува како случајност. Не бил целта била некоја, меѓутоа патот секогаш бил различен и неочекуван и непланиран. Така да би рекол, пробај да се знаеш себе си и што сакаш,
ставија целта и дозволи патот да си тера, размисли што нешто ти недостасува, него кај што си силен и можеби со други луѓе заедно надмини ги недостасоците. Според мене, ако ги деловно, ако ги учам моите деца, би ги учел научи брзо да одучиш, научиш и имплементираш. Затоа што толку многу се менува светот, што многу брзо треба и за себе, истото си го зборам, не само за моите деца, но мора многу брзо да одучиме, да научиме и да имплементираме. Не зборам, се тоа викам имплементирање затоа што не е учење само заради теорија. Ја читам книги и сметам дека тие се голем извор на знаење. И ако треба едно да кажам, секој си има своја борба, не цени ги другите според себе. И секој си има свој мајндсет. Не значи дека тоа на што ни се случува на некој друг или дека знае што ни се случува. И ако зборуваме професионално, не ги заборави основите. Као баскет, мора да научиш да тапкаш, да водиш, па после можеш да закуцуваш и да правиш финти. И мислам дека во животот е све. Ние сакаме многу нови работи и тоа ме потсека као со Брус Ли, не знам со кого беше, вика, сакаш да те научам, јас сум Кока-кола, јас сум вода, ти си Кока-кола. Ако не го историш, не одучиш, не ти го сипам ова знаење, да го прифатиш, ќе имаме само бучкуриш. Така да мислам дека основите, back to basics, основните потези 10.000 пати се многу подобри него 10.000 потези еднаш. И што и да прават, тоа би им го посветил и видите да дознале, мислам, интересен животот, мислам, предизвиците се тука за не подсетат, ако нема лоши работи, нема да знаеме кои се добри. Мислам, толку интересно е, ја и ти денеска се запознавме, има тука Стефан, се запознавме, така, ова се интересни работи, од кај да знаеме кај ќе надојде животот или какви конотации ќе ни се појават, затоа што интересно е. Се надевам, не ти беше здодевно овде. Ти извадивме малку од комфорт зоната. Не, јас се спремив за други прашања. Не, мило ми е, фала ви што ме поканивте. Стојам на располагање, имаше фрлени ракавици до другите, тие што тврдат дека знаат да продаваат или да обучуваат да градат продажни системи, така да ти оставам на тебе дали ќе не соочиш или не. И благодарам уште еднаш на подкастот, се надевам дека ќе биде интересно на гледачите и стојам на располагање ако има потреба. Сепак примарно им помагам на фирмите да си ги остварат целите и преку тоа да го мултиплицирам. Ако ме праша повеќе пати, ја не одговорив. Избрав менеджмент консалтинг за да им помогнам на фирмите да бидат мултипликатор на економски развој, затоа што мислам дека единствените градители на сопствената судбина и оние што решенија се луѓе што создаваат, и тоа се претежно предприемачи, луѓе кои што создаваат во својата средина и кои што овозможуваат и на луѓе да се вработат, го презимаат ризикот врз себе, не спијат навечер, работат по 3 дена од ден, со цел за да создадат нешто за себе, своето семејство и својата околина, а не се тука само да грабат, и тоа мислам дека треба да се поддржи во нашето општество каде и да. И само да кажеме дека веќе за една година се договоривме за втора епизода. Па не знам дали со мене ќе сакате пак, меѓутоа можеме сега ќе продолжиме со вашата сесија за психолошки советувања. Тоа е тоа за оваа епизода на Bizcast. Вие продолжите да го гледате Bizcast на сите социјални мрежи и на канал 77 подкаст плеерот. Се гледам во наредна епизода. Пријатно.